Повеќето основни и средни училишта од Куманово склучиле договори за субвенционирање на електрична енергија. Тие веќе добиваат фактури по повластена цена. Од секторот за образование при општина Куманово информираа дека навреме се склучени договори со ЕСМ, а опфатени се 18 училишта од Кумановско. Постапката за склучување на договор за субвенционирање на електрична енергија согласно одлуките на владата, веднаш пристапивме кон тоа да испратиме до училиштето по пат на имејл постапка со сите оние чекори кои ги содржи од страна на секторот за образование при општина Куманово до секое општинско основно и средно училиште, што треба да исполнат како чекори за да може да склучат договор за набавка на субвенционирана електрична енергија, и тоа го направивме уште на 10.11.2022 година. Сите училишта пристапија кон тоа, што значи да склучат електрична енергија за намалување на цената пред се и намалување на фактурите кои почнаа да пристигаат до училиштата, и знаете дека училиштата се правни субјекти, дека тие директно склучуваат договор со операторот. Како повратна информација, она што денеска го добива од страна на училиштата, 4 општински средни училишта веќе имаат склучено договор и 14 општински основни училишта, или вклупно 18 училишта на ниво на општина Куманово имаат веќе набавено и склучено договор, веќе фактурите си течат по ова нова субвенционирана електрична енергија, а додека за 3 училишта од страна на операторот е потенцирано дека станува збор за мали училишта, пред се од рурална средина, со помал број на вработени, помала површина, помал број на ученици, а со тоа и многу помала потрошувачка на електрична енергија, и за нив не е потребно дополнително склучување за електрична енергија, затоа што нивните фактури се навистина многу мали, бидејќи не користат поголема потрошувачка во споредба со централните градски училишта кои знаеме дека користат поголема потрошувачка на електрична енергија. Од секторот за образование потенцираа дека најголеми потрошувачи на електрична енергија во Куманово се централните основни и средни училишта. Би искористил оваа прилика да среќен почеток на сите вработени во училиштата, на сите ученици, на сите родители, среќен почеток на второто полугодие на учебната 2022-2023 година. Посакувам пред се да има успешна реализација на наставниот процес, да се заврши успешно оваа учебна година и сите ученици да се завршат согласно своите можности и оно што го постигнуваат нормално како успех. Како општина стоиме на располагање, знаете дека сме транспарентни во секој поглед на сите училишта и на сите вработени со училиштата. Во понеделник треба да се стартува редовна настава, а со тоа се продолжува и воспитно-образовниот процес во општинските основни и средни училишта на територија на општина Куманово. Второто полугодие од учебната година во Кумановско речиси во сите училишта ќе започне со физичко присуство. Поради реконструкција на подрачното училиште во село Љубодрак, овие ученици наставата ќе ја продолжат во Централното училиште Карпош во село Уминдол. Дел од учениците од централните училишта браќа Миладиновци и Крсте Мисирков, каде треба да започне реконструкција на кровот на училишната зграда, наставата ќе ја продолжат во просториите на гимназијата Гоце Делчев. Онлайн настава поради целосна реконструкција на објектот ќе продолжат да слушаат средношколците од Државното средно стручно училиште Киро Бурнас.